семейството? Да, пред него ще вземе интервю просто. Минал съм да. Пак е шоу. Че се. You can make it beautiful. Yeah. Ова некогаш биле детски играчки, а сега се ѓубри изфрлено од несовесни граѓани. Денес една група на волонтери од Делчево и група волонтери од неколку други земји помогнаа да се расчисти теренот околу реката Прегалница и направија навистина убава слика од ова, би рекле, ѓубре, кое некогаш било играчка на некои деца кои живеат овде во близина. Здраво, правим да се представиме. Ние сме волонтери од Сдружение Надеж од Македонска Каменица. Овде ќе бидеме во наредните 6 месеци. Нашиот проект е финансиран од страна на Еразмус и програмата Европски солидарен корпус. Целите на нашиот проект се да ја подигнеме свеста кај луѓето за климатските промени, за глобалното затоплување, за загадувањето во животната средина која е очевидно во нашиот општество и регион, и да ги подигнеме стандардите во руралните средини на некој начин. Значи денес се собравме тука да го одбележиме денот на рециклирањето, кој што е светски ден. Мислам денешниот ден е посветен за рециклирање. И заедно со нашите волонтери пробавме да собереме дел од отпадот кој што е расфрлан насекаде и да пробаме на некој начин да го сортираме, како што тоа го прават тие во нивните земји, да се селектира, за да може полесно да биде рециклиран. Значи ние пробавме да го сортираме отпадот кој што може да биде рециклиран како стакло, картонот кој што ќе биде искористен во нашите градини кои што ќе бидат поставени оваа пролет и оваа лето, и сето друго што на еден начин пробавме малку да додадеме и уметност во целата наша акција, за да забава пред се. Тоа е нашето мото. Една од идеите исто така која што се јави кај нас за рециклирање и за некои работи кои што можат да се подобрат е нашите волонтери кога дојдоа тука, една од првите идеи им беше да направиме еден заеднички компост места каде што органскиот отпад кој што се произведува во нашите згради овдека, да можеме сите заедно да го собираме, да го направиме едно природно органско ѓубриво кое што после може да го искористиме независно дали тука за китките и цвеќињата кои што ќе ги садиме или за парковите, или некој кој што ќе има потреба и желба може исто така да го собере и да биде искористено на порационален начин. Значи, можете слободно да ги прашате и нашите волонтери како тие го гледаат сето ова што ние го имаме направено и што тие мислат за нашето. Така ќе почнеме од тука, да ни се представите, да ни кажете колку време сте дел од вакви активности, од каде доаѓате? Здрасти, јас сум Джей, јас сум България Пловдив. Многу ми е драго да участвам в цялата тази програма и в Сдружение за нея, защото самите неща, които се извършват и цялата тази дейност е нещо, което е доста по-присъщо на хората като част от този глобален мащаб и е нещо, което е усеща се правилно. Просто естественият подход в тази еманация на света, в която живеем в момента. Какво друго желаете? Друго да кажете, една споредба за Бугарија и Македонија за однос на ѓубрето. Каде повеќе фрлаат? Това, което ще кажем, сигурно няма ви хареса, обаче тук има много повече боклуци. А пък ние в България не сме някакви цъфнали възли европейци. Просто мисля, че въведени с програмите за рециклиране при повече години и вече хората малко по малко свикнаха. Примерно нещо като да вървиш по улицата и си хвърлиш пликчето не е прието вече. И хора, наставите по-назад от нас, няма нужда, смисъл, можете. Мен много ме боли, като тогава мръсно. Просто ми става супер тъжно. И се надявам хората и така повече да се замислят преди да хвърлят. Защо хвърлят, нали? Толкова е лесно, в смисъл контейнер, поне малко по малко да се променим, се надявам. Сметате ли дека кај вас и кај нас има недостаток на контейнери, па за тоа фрлаат или? Ами мисля, че може да има повече контейнери, особено за сега не сме видяли никъде отделни контейнери за рециклиране. И това сигурно трябва да нещо да се наблегне, да се появят за стъкло, за пластмаса, за хартия. Ето хората леко по леко ще свикнат да разделят. За ваше мислене?
Колко често вие участвате в тях? I speak in English. How often you do these things in your country, everywhere in the world? In Portugal, I'm from Portugal. We had a group of friends, and in the summer, once per week we were going to the beach, and we were collecting trash, spending like the afternoon in the beach, and 2 hours we were collecting trash, and most of the days we were able to collect more than our weight in trash, each of us, and it's a huge problem because this trash comes from the sea. No matter where is produced or where is wasted, it comes through the sea, through the currents. It will come to everywhere in the world. So if I produce trash in Portugal, probably this trash will arrive here or whatever. And we collect a lot of trash in the river that was stuck in the trees. And this trash also will go to the ocean, and it will create a huge problem for diversity. It will poison our food. We are bringing a lot of consequences to ourselves with producing waste. So I think that the priority for every individual, it will be to be aware of his own waste and reduce his own waste most of all. Is this problem similar all over the world? Or in Yes. some countries? Of course, in some countries is much better than others. It comes mostly from the people that they create this awareness, and they try to do the best they can. But as I said, the trash in the United States will come to Europe, and the trash will come to Asia and Africa. So everywhere where if waste is produced, everywhere in the world will be waste. And for example, we have it was founded an island of trash that is 3 times bigger than France. That is one of the biggest countries in Europe. And this island is in the middle of the ocean, floating, and eventually it will reach some place. Ова акција ќе продолжи во сабота, ден на екологијата, обично имате вакви активности. Што е планирано? Да, значи за недела 21 март, ден на пролет и ден на екологијата, имавме во план да направиме една акција за мапирање на дивите депонии што се имаат јавено на патот и на патеката до планината Гола, која што важи за една од туристичките места во нашиот град. Но поради временските услови ова акција ќе биде одложена за некој од наредните викенди. Сега за сега во недела ве поканувам сите што сакате да дојдете и да ни се приклучите на една ваква акција кај манастир Света Богородица Света Балаклија. Богородица Балаклија, за едно од поубавите извиднички места во нашиот град, кое што исто така се соочува со слични проблеми, каде што е расфрлано ѓубре од страна на луѓето, сигурно не се животните. Така да ве замолуваме сите како наши сограѓани да ни се приклучите и да пробаме оваа место да му го вратиме стариот сјај за едно од поубавите извиднички места во нашиот град. И колку имате подршка, имаше фирми заинтересирани, помогнаа со вреќи. Да. Ќе ја спомнеме Значи, тука сакаме Брегал. многу да се заблагодариме на Брегал од Делчево, кои што ни пружаат неизмерна подршка. Тие веднаш се погрижија да ни обезбедат вреќи, ракавици, значи за сите што ќе учествуваат. Тие се спремни да ни помогнат и да се заблагодариме на јавното комунално предпријатие кое што исто така ја поддржа нашата акција овака спонтано од вчера за денес, но тие се тука да ни помогнат, така да има волја. Ве поканувам сите и сакаме да го споделиме тоа и да пробаме да ги правиме акциите како во Португалија, за да си го чистиме градот и да почнеме да го враќаме стариот сјај.